Продолжуваме со свежиот воздух на 91 МГц. Продолжуваме со тој серијал на гостување кој што е најавен на Универзитетското радио, гостување на декани или продекани, професори од факултетите при Универзитетот Гоце Делчев, кои ги представуваме факултетите во пресред на описите во новата студиска година. Денеска на ред е Земјоделскиот факултет, еден интересен факултет кој што има се поголем интерес од година во година. Овде заедно со мене во студиото е продеканот за настава, професор доктор Лилјана Колева-Гудева. Професорке, добро дојдовте. Добро ве најдов, добар ден за сите слушатели на УГД радио. Така, денеска ќе зборуваме нешто повеќе за вашиот факултет. Нормално најправен, се уште не е, знам дека не е излезен конкурсот, но од прилика да ги информираме студентите некоја округла бројка за тоа колку студенти можеби имате во план да запишете на вашиот факултет и на кои студиски програми. Така, да, како и секоја година и годинава, ќе запишеме некаде околу 440 до 500 вкупна бројка на студенти, нормално редовни и вонредни и со кофинансирање. Министерството за образование и наука прелиминарниот конкурс го даде, меѓутоа се надевам дека до крајот на годината нашиот интерен конкурс на Универзитет Гоце Делчев ќе биде објавен. Тоа што сигурно можем да ви кажеме дека ќе имаме имплементација на општата насока, студиска програма со 3 години во 4 места, во наставен центар Струмица, наставен центар Свети Николе, наставен центар Штип и Кавадарци. Тоа што е интересно од акредитираната студиска програма 2012-2013 и со новиот конкурс, значи за академската 2013-2014, на сите овие места студентите ќе имаат можност да продолжат со своите студии до 4 години, што значи дека во Кавадарци ќе имаат после општата насока 3 години да продолжат на модулите по енологија или лозарство, во Штип на фитомедицина, на полјоделско производство и агроменеджмент, во Струмица на градинарско производство и агроменеджмент, Свети Николе преработка на анимални производи. Значи, ќе повторам пак, на сите 3 места општа насока плюс соодветните модули. Тоа што е интересно, морам да кажам, меѓутоа мора да го исчекаме прво конкурсот, така, дефинитивно, да знаеме со кои бројките од прилика ќе се околу 80 редовни студенти плюс вонредни кофинансирање, значи некаде околу 100 студенти, потенцијални студенти на сите 4 места, Струмица, Штип, Свети Николи и Кавадарци, и со можност да од септември стартуваме и во Берово. Акредитирана е студиска програма која е една компилација, една заедничка студиска програма на Земјоделскиот факултет и Факултетот за туризам и бизнис логистика, а тоа е за рурален туризам. И еве и сами можете да видите, не случајно нашите студиски програми целно се отвара. Имате во план да биде во Берово? Да, меѓутоа пак ќе кажам да исчекаме до крајот на неделата официјално да го видиме конкурсот. Најверојатно ќе биде. Мислам, акредитирана е, имаме решение за акредитација од Одборот за акредитација и евалуација на високото образование. Најверојатно од септември ќе се стартува во Берово. Да, а кои се најинтересните студиски програми кои што ги има на Земјоделскиот факултет? Па тоа што го кажав, за Кавадарци нормално дека најинтересно е енологија и лозарство. И таму претендираат... Затоа се поделени по региони. Затоа се поделени по региони. Свети Николе има голем број на преработувачки капацитети во однос на анималното производство и токму таму е лоцирана нашата студиска програма преработка и контрола на производи од анимално потекло. Во Штип, знаете, Штип функционира, работи веќе подолго време, имаме една лабораторија која што е препознатлива не само во Република Македонија и регионот за заштита на растенијата и токму од тие причини имаме и студиска програма фитомедицина. Од оваа година ќе стартуват и полјоделско производство, полјоделство и агроменеджмент, а Струмица што ако не градинарско производство и пак агроменеджмент. Морам да кажам дека кога ги осогласувавме студиските програми имаше еден тренд на ниво на цел УГД, наставна насока, акредитирана е наставна насока, меѓутоа ќе оди во мирување за следната академска година 2013 и 2014. Може би некои следни години, со завршување на општата насока 3 години, нашите студенти ќе
можат да бират наставна насока, што значи дека ќе можат да работат како професори во средните стручни, средноземјоделско, средношумарско, во средните стручни училишта. Така да и појасниме на оние студенти или потенцијални студенти кои што можеби не слушаат за тоа како се одвива наставата на земјоделскиот факултет, кој е начинот на настава. Така да. Скоро по сите предмети имате настава, што значи предавање и вежби. Меѓутоа, во тренд не само на УГД, во тренд во цела Република Македонија одвивање и на пракса. Во некои предмети, по некои предмети, студентите задолжително имаат и практична настава. Меѓутоа, што значи пракса? Пракса значи опиплива работа непосредно во производството. И нормално пак ќе кажам, и праксата е целно лоцирана. Студентите кои што се запишуваат енологија и лозарство, нормално дека ќе одат на пракса во винарски визби, нормално дека ќе посетуваат лозови насади, нормално дека целна ќе биде праксата во однос на која студиска програма студентите ја одбрале. Исто е во Струмица, исто е во Свети Николе. Во Свети Николе студентите ги посетуваат преработувачките капацитети на МИК Свети Николе. Посетуваат кланици, млекари во однос на тоа што сте одлучиле да студираат. Што значи дека тие утре други ден кога ќе се судрат со проблемот, тие веќе ќе знаат како тоа и практично да го решат. Така, се вклучуваат ли студентите можеби во одредени истражувања? Знам дека можеби они од прв циклус на студија се уште се млади или неискусни истражувачи, но ги вклучувате ли во некои истражувачки проекти според информациите кои што ги добиваме од земјоделскиот факултет? Факултетот е вклучен во низа научни истражувања, колку студентите имаат удел во ова? Да, можеби не толку студентите од прв циклус, меѓутоа секако дека студентите од втор и од трет циклус, знаете, науката секогаш оди паралелно со образованието. Веќе ја спомнав лабораторијата за заштита на растенијата, која е одлично опремена и знае да даде одлични резултати. Морам да кажам дека наши колеги, професор доктор Саша Митрев, ректорот на универзитетот, и професор доктор Рубин Гулабовски веќе имаат публикувано труд во едно престижно списание во Nature, списание, еден журнал со многу голем импакт фактор, што ретко кој од Република Македонија може да се пофали дека може да објавува резултати од своите научни истражувања во така престижни журнали. Дел од своите магистерски работи, докторски тези и магистерски тези, секако дека професорите заедно во соработка со своите кандидати ги објавуваат и како се вклучени студентите, поготово од втори, трет циклус во наука. Така, кога сме кај вклучувањето на студентите, сигурно е важна и таа соработка која што факултетот ја има со другите високо образовни установи. На кое ниво и со кои високо образовни установи има соработка, можеби земјоделскиот факултет, и кој е бенефитот за студентите од тоа? Така, да. Пак ќе се навретам на претходното прашање. Во однос на прв циклус, студентите се должни да изработат дипломска работа, така, кога завршуваат 4 годишни студии. И токму се вклучуваат тука и проекти. А проектите доаѓаат нормално со меѓународна соработка. Имаме соработка со, кажи речи, сите балкански земји. Вклучени сме активно во ДААТ, соработката и размена на студенти. Соработката е во однос на Еразмус, размена на студенти. Меѓутоа, немате наука ако не сте препознатливи во регионот и во светот. Тоа е несомнено важно. Имаме соработка со факултетот од Нови Сад, факултети од Италија, факултети од Бугарија, Србија, така да тоа е нешто што го негуваме и тоа е нешто што во континуитет оди. Така, соработката со бизнис секторот како оди? Дали студентите можеби практикуваат настава практична во некои делови од индустријата? Како не, веќе го спомнав кога зборував за практичната настава. Конкретно, нашите студенти одаат во МИК Свети Николе, нашите студенти одаат во винарски визби. Дури и самите менаџери од бизнис секторот се заинтересирани за листа на студенти кои што се добри, кои што покажале резултати во обавувањето на праксата, дури се спремни да стипендираат одреден број солидни студенти. Тоа воопшто не е за подценување. Ние мораме да ја негуваме таа соработка, затоа што да се биде
Дипломиран инженер агроном не значи само да се поседува настава во амфитеатри и да се учи од книги. Праксата многу нешто значи. Така, веројатно, она што многу ги интересира студентите, нешто спомнавме дел од ова за вработувањето на студентите. Кои се тие места каде што може да се вработат идните дипломирани студенти од вашиот факултет? Така, најпрво да кажам во однос на дипломата и на квалификацијата со која се здобиваат. Со кои дипломи се стигнуваат? Со завршување на 3 годишни студии општа насока, студентите добиваат звање дипломиран агроном. Инженер агроном. Со завршување на 4 годишни студии добиваат звање дипломиран инженер агроном. Значи со завршување на дипломската работа и нормално соодветниот модул. Што значи ако студираат во Кавадарци, нивното звање ќе е дипломиран инженер агроном, енолог или лозар или градинар, заштита на растение, преработка на анимални производи во зависност од модулот кој што го завршиле со завршување на 4 годишните студии. Место за работа во однос на аграрот има. Македонија е рурална земја. Македонија и својот развој треба да го бара токму во развојот на земјоделското производство. Имплементацијата на новите биотехнолошки методи. И јас сум кажала многу пати, еве прилика пак да повторам дека земјоделското производство започнува и завршува во лабораторија. А токму оваа лабораторија кој што ја имаме во Штип, кој што функционира, лабораторија за заштита на растенија, нуди такви можности. Така, кога веќе ја спомнавте лабораторијата и она опрема која што ја поседува факултетот, колку вие како земјоделски факултет се вклучувате во развој и модернизација на земјоделието во Македонија, затоа што и сами рековте дека е клучен сегмент во Македонија? Тоа само по себе говори. Лабораторијата е сертифицирана по ИСО стандардите, што значи дека се работи на квалитет, детерминација, детекција на квалитетот на сите земјоделски производи. Станува збор за одредување на квалитет на својства на млеко, на месо, на млечни производи, одредување на резидуи од пестициди и антибиотици во храна, секаков вид на храна, анализа на почва, на агрохемиски состав на почвата, така една плејада на методи кои што се работат. Факултетот работи и за страни комитенти и тоа е една голема предност. Квалификацијата која што ја добиваат нашите студенти несомнено е препознатлива. Пазарот на трудот треба да ги препознава, затоа што се излегуваат со стручно знаење и практично и пракса. Така, ќе спомнеме нешто и за вториот циклус на студии, и таму не е излезен конкурсот за упис, но колку и во кои насоки ќе можете овде студентите да изберат да водат втор циклус? Така да, најверојатно прво ќе биде објавен и на порталот и во гласилата е за јавно објавување конкурсот за прв циклус. Најверојатно веднаш потоа ќе следи и конкурсот за втор циклус, што се однесува за земјоделскиот факултет. Студиските програми се организирани по катедри. Што значи катедрата за растително производство ги организира студиските програми за втор циклус во 2 модула, а тоа е поледелско производство и биотехнологија, селекција и семепроизводство. Катедрата за заштита на растенијата имплементира за втор циклус студиска програма по фитомедицина. Катедрата за енологија и лозарство, студиска програма енологија, и катедрата за преработка на преработка на и контрола на анимални производи, соодветниот истоимениот модул контрола и преработка на анимални производи. Значи, тоа се вкупно 6 студиски програми, соодветно по катедрата, исто така нудат голема можност. Праксата исто така е многу значајна. Морам да кажам дека сите студиски програми за втор циклус се 2-годишни, настава 3 семестри, нормално 4-тиот семестр изработка, пишување, дотерување на магистерските тези, магистерскиот труд и самата одбрана. Може и сами да приметите дека првиот и вториот циклус има континуитет.
така да студентите кои што завршиле прв циклус кавадарци, енологија и лозарство имаат шанса да продолжат на втор циклус. Од Свети Николе, од модулот преработки во континуитет да продолжат исто така на преработки втор циклус. А има ли интерес од студенти кои што не дипломирале на земјоделскиот факултет во Штип? Има. И за втори и за трет циклус. Има тенденција да студенти кои што завршиле науки во Скопје за втор циклус доаѓаат кај нас. Ние имаме препознатливи студиски програми. Така, каде можат да ги прават истражувањата на земјоделскиот факултет? Спомнавме една од лабораториите со каков капацитет располага генерално земјоделскиот факултет за истражувањата конкретно за овие студенти од вториот циклус на студии. Што се однесува за лабораториски услови, можем да кажам дека нема анализи кои што не можат да се извршат кај нас на земјоделскиот факултет на ова современа сертифицирана лабораторија, меѓутоа станува збори за теренски истражување. Без оглед, бидејќи вториот циклус со настава и со изведување се имплементира во Штип, исклучиво во Штип, меѓутоа воопшто не е проблем да студентите, ако претендираат од Струмица или Скопје, евентуално Кавадарци, да опитите си ги прават од местото каде што доаѓаат, зависност од тоа темата за што ќе им биде врзана, а лабораториските истражувања, експерименти ги постават во Штип. Што значи станува збор од зависност од менторот и членовите на комисија, што ќе биде темата, можат да направат било какви лабораториски истражувања, нормално подкрепени со теренските истражувања, на поле, сортови опити, евентуално селекција, евентуално производство во заштитени простори, без разлика дали е тоа заштитен простор, стакленици или подпластенички услови, или одгледување, да кажеме, на безпочвено одгледување, така да има многу можности. Студенти кои што сакаат да го надградат своето знаење стекнато од прв циклус имаат неограничени можности, верувајте. Ние сме и таква земја, можностите ни се големи, што значи да ги охрабрам, иако зборуваме пред се за прв циклус, да ги охрабрам оние кои што се абсолвенти, да продолжат и за втор циклус. Така, како вие сте продекан на факултетот, како дел од менеджментот, кои се идеите и плановите за развој на факултетот? Спомнавте нова студиска програма, можеби некои други идеи и насоки за развој на факултетот? Така, ние и порано имавме студиски програми што се однесуваат за рурален развој и рурален туризам. Имаше и за втор циклус советодавна служба за рурален развој и рурален туризам, меѓутоа не заживеа. Дали можеби не дадовме соодветна реклама или не дадовме можеби соодветно внимание. Се запиша за втор циклус само еден студент. За прв циклус воопшто како и да не заживеа. Ке видиме сега дали прво да исчекаме конкурсот, дали со сигурност ова ќе се имплементира студиска програма во Берово е планирано да биде. Мислам дека има и тука големи можности и големи потенцијали. Руралниот развој е битна компонента за Република Македонија и нејзините интеграциони процеси во Европската Унија. Ние имаме места каде што може навистина да тврдиме, не само да тврдиме, тоа е така дека се еколошки места. Тука потекнува еден огромен потенцијал. Потенцијал е, например, исто така и Беровскиот крај, со еколошките производи. Секако дека овие студенти кои што ќе се стекнати, кои што ќе ги посетуваат овие студентски програми, ќе имаат пред се личен бенефит, а потоа и бенефит за Република Македонија во однос на донесување на некои работи кои што досега не се обрнувало поголемо внимание на еден соодветен пиедестал. Так, што очекувате за крај годинава од уписот на студенти? Секоја година на земјоделскиот факултет се пополнува и последното место. Без разлика дали станува збор за редовни, вонредни или квотата за кофинансирање. Верувам дека истото ќе се случи и за конкурсот 2013-2014. Во тоа скоро сум сигурна. Ќе се повтори пак интересот кој што годините наназад бил и дека не само што ќе се запишат, туку и ќе завршат и ќе дипломираат
новозапишаните студенти, бруцоши, и дека ние нема да потфрлиме во очекувањата тоа што студентите очекуваат од нас. Даваме максимум со своите можности да пред се ја стекнат квалификацијата која што сме им ја ветиле и која што ја заслужуваат за себе и за Република Македонија. Така, професор, ќе ви благодарам на разговорот и обсакувам среќа, се надам дека ќе го пополните последното место. Благодарам, се надевам и јас. Така, тоа беше продеканот за настава на Земјоделскиот факултет при Универзитетот Гоце Делчев, професор доктор Лилјана Колева Гудева. Вие останете на оваа фреквенција.